Собраниската комисија за политички систем денеска почна расправа за предлог законот за употреба на јазиците, како што образложи Валентина Шаурек, државен советник во Министерството за правда. Основна цел за носење на законот е доследна примена на уставните амандмани во законскиот текст, во однос на употребата и примената на законот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија и неговото писмо. Воедно се регулира и употребата на другите јазици на кои зборуваат граѓаните од заедниците кои се помалку од 20%, потенцира Шаурек. Во текот на расправата пратеникот и координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН Илија Димовски оцени дека предлог законот е неуставен, односно како што рече, од предложените 25 члена, барем 20 члена се неуставни. Според Димовски со поставувањето на европското знаменце на законот, парламентарното мнозинство сака да ја скрати дискусијата за законот. Димовски на комисијата повика да се организира јавна расправа за овој закон на која што ќе бидат поканети експерти македонисти, албанолози, професори и сите други кои што се засегнати со оваа проблематика и на јавен и транспарентен начин да се дебатира за ова битно прашање. Тој додаде дека начинот на кој што власта сака да го протне законот е политичко силување. Во продолжение на својата изјава, Димовски рече дека на овој начин како што постапува владата, овој закон наместо да гради доверба, единствено ќе предизвика долгорочни проблеми бидејќи е крајно неприфатлив за македонската јавност и што е најважно во целост е надвор од уставот на Република Македонија. На неговата забелешка дека во 30 минути колку што му се дозволени за дискусија, не можел да ги изнесе своите ставови за предложениот закон. Председателот на комисијата Александар Кирацовски рече дека ќе му биде овозможено време за бараната дебата. За законот за јазици зелено светло веќе даде комисијата за европски прашања, каде се расправаше минатата недела, а законот помина во прво читање со 9 гласови за, без против и воздржан.